24 анализа, добро вечер и добро дојдовте. Јас сум Душица Мрѓа, а вечерва гостинка во 24 анализа, председателката на државата Гордана Слијановска-Давкова. Добро вечер, добро дојдовте. Ви благодарам што прифативте поканата. Добро вечер, добро ве најдов, ви благодарам за поканата. Председателка, јас и вие седевме во ова студио пред точно 1 година и 7 месеци. Вие тогаш бевте кандидат за председател на државата. Имавме многу интересна дискусија, баш денеска се потсетив на тој разговор. И се договоривме дека ако станете председателка, ќе направиме после извесен период еден пресек, што каже кандидатката, што исполни или не исполни председателката. Јас сакам да ви се заблагодарам уште еднаш што прифативте оваа покана. Теми има многу, време немаме многу, за жал. И затоа би ве замолила за поконкретни одговори. Сакам да стартувам со она што е лузна на државата. 8 месеци пожарот во катастрофалниот пожар во дискотеката Пулс во Кучани, 63 загинати млади луѓе, над 200 повредени. Вчера стартуваше и судскиот процес, меѓутоа на денеска што се случи е нови апсења меѓу нив и инспектори на УЈП, а меѓу уапсените и братот на ВД председателката на Кривичниот суд, кој што според одредени докази, транскрипти од пораки кои што стигнале според обвинителството, го предупредувале собственикот на дискотеката за раци, за инспекции, а за тоа добивале и подароци, и мито, и злоупотреба на службена должност. Дали ве шокира моментот? Прво, сите сме во шок од трагедијата во Кочани и цел живот шокот ќе не следи. И јас сум една од нив. Ги споменавте лузните, морам да кажам дека токму овде во разговорот со вас, уште еднаш кај сите нас што гледавме лузните како да се отвори. И тоа го разбирам. Она што е ново еве, споменавте, почна постапката и она што мене ми остави впечаток, иако не го познавам, јавниот обвинител, меѓутоа беше нешто што веќе вие го кажавте. Дека сите кои комуницирале, бидејќи тој го опиша делото и личноста, токму вашите зборови, како да ги кажа, и дека не е затворена листата на оние кои ќе се најдат пред лицето на правдата, напротив, отворена е и во текот на самата постапка може да се појават и нови обвинети. Веројатно ова што сега го споменавте е на таа линија. Ве прашав дали сте шокирани бидејќи еве и 8 месеци, едно обвинение со 35 обвинети кои што стартуваше, една предистрага во ОЈО Кочани, денеска 11 припадници на УЈП уапсени, уште една постапка во обвинителството за гонење, организиран криминал и корупција за полицајците, меѓу кои што тие биле таа вечер во Кочани. Шокирани од моментот колку бил трул цел тој систем, цели 13 години, колкава е спрегата помеѓу луѓе кои што, како што кажа и вчера обвинителот, кој што го кажуваше во едниот збор, требале да штитат и да превенираат за да не се случи бурето барут во Пулс. Да, тоа зборува за криминализацијата и веројатно толерирањето на оваа состојба станало довело до тоа ненормалното да стане нормално. Кога ќе почне клопчето да се одмотува, како што почна, тогаш оди тоа подлабоко и подалеку. Да не заборавам, бидејќи знам како им се извинивте на родителите и децата, само да кажам дека кога ќе го изгубите тоа што ви е живот, бидејќи сите ние го живееме животот на децата, единственото што ви останува е не само правото, правдата, и дека тоа е нивно родителско право, човечко право, незгасливо право и дека што и да прават имаат право. Зборот ми е, токму овие нивни маршеви ги држат, тоа е
постојано подсетуваат дека до зидот сме дојдени, за да влеземе во катарза, за да почне да функционира судството, мора тие да предупредуваат. Да не се лутат кога сите ние не можеме да учествуваме во протестите. Јас не можам да им се придружам на протести, но отворена им е портата, тоа сум го кажала многу пати. Бидејќи сум дел од системот, секое мое појавување би било притисок на системот. Ама затоа и вие новинарите како нивни континуирани, постојани и блиски сојузници, мислам дека имате голема улога во ова што го кажавте. Тоа е постојан притисок да се оди подлабоко и да се дојде до суштината на проблемот, за да речеме дека мора да креираме систем што нема да овозможи, нема да остави простор за вакво нешто во иднина. Очекувате ли правда? Очекувам. Правдата се разбира, сите ние веруваме дека кога тогаш ќе дојде. Особено во вакви ситуации. Затоа јас ја споменав катарзата. И дека ќе стигне до секој инволвиран, кој да биде тој, какви да врски има, каква и да му е политичката префиксот, на кого и да верува. Апсолутно, кога се направија овие први чекори вакви какви што се, некои работи не можат да запрат. Никогаш во животот се разбира, немаме ситуации за апсолутна правда, ништо не е апсолутно, но мислам дека овој пат ние немаме решение. Зошто? Бидејќи трагедијата стана дел од животот на нацијата и не само како целина, туку на секој од нас. Тогаш, се додека сме ние живи, се додека се нивните родители живи, подсетувањето ќе стои. Тие се како сенка на правдата, и како своевидно огледало. И ова, како што реков сега, почетокот на разрешувањето, мислам дека не може да запре, се додека не видиме дека има логика во санкционирањето и дека таа мрежа, не знам како да ја наречам, дека тој корумпиран систем на толерирање на нешто што не смее да се толерира, нема веќе можност да обстои. 35 обвинети физички лица плюс 3 правни лица, односно фирми, вчера седнаа на обвинителна клупа. Дополнителни ќе видиме дали ќе завршат сите овие полицајците и инспекторите на УЈП со обвинение, за сега нема. Осудиката не можеше вети правичен и праведен процес и еднаков пристап на сите странки во процесот. Не можеше да предвиди и да даде гаранции колку ќе трае, рече можеби 5 месеци, можеби 5 години. Колку би било поразително за државата да ни се случи, не знам, ново змиско око, над 17 години судски процес. Ние веќе имавме неколку такви примери и тие се врежани во нашата меморија. Сега ми се чини дека, како што реков, севкупната јавност, мислам дека нема човек, нема граѓанин кој не размислува слично, дека не може ова да биде уште едно од веќе видените дела, бидејќи е најстрашното, нешто што чии последици се уште ги гледаме и последиците се страшни за семејствата, ама и за самиот град Кочани стана предупредување за сите нас, синоним за трагедија, синоним, значи, за нешто, како што веќе реков, што не смее да се толерира и мора да има епилог. А ова 5 години, веројатно е заради тежината на предметот и заради новите
личности, колку нови луѓе се инволвирани, толку стануваме ние свесни дека и тежината што сме ја предвиделе не е доволна, дека е уште потешко тоа што се случило. Не мислам дека 5 години ќе трае и не мислам дека ќе биде уште едно змиско око. Вие по тежината на вашата функција по таква катастрофа во оваа држава и се што се случи, предпоставувам дека сте малку повеќе од нас информирани за повеќе детали, како сето тоа 13 години се толерирало, како дозволила воопшто државата. Можете ли да не кажете како можела државата да дозволи 13 години темпирана бомба во еден град, кој што однесе буквално една генерација, целосна генерација? Во право сте, не сум повеќе запозната со вас, после оваа година и пол, не. Професорскиот статус го и тоа не го дозволувал, да, може. А мислам дека како председателка на темава. Меѓутоа, да, можеби како пратеничка некои состојби што во книгите и во анализите изгледале не толку страшно, кога ќе се најдете in medias res во политиката, ќе ги видите и сите други страни, затоа велат, предпоставувам со право британците дека е тоа најпрестижната школа на демократијата, мислам за собранието. Меѓутоа, не предпоставував, еве дека до толку може да биде, признавам. Ама сега ми е сосема јасно, дека понекогаш можеби сите ние, а особено оние што се нашле на функциите што директно се врзани за делата, за процесуирањето, за идентификувањето, веројатно и не можеле ни да помислат или пак се плашеле можеби да се нурнат и да го отворат овој свет, кога ќе се отвори, ужасене. А и веројатно, ако корупцијата била толку вкоренета, тогаш веројатно секој нов бил под опасност да стане дел од системот, односно да не го гледа она што се гледало, да не го слуша тоа што го говореле, веројатно мислејќи наивно или пак не со намера дека нема да се случи најлошото, ама никогаш не е така. Оваа трагедија покажа дека лошото во корумпиран систем во кој што има владење надвор во политиката, надвор од границите на правото, најизвестно или многу поизвестно е дека ќе се случи она што ми се случи на... Брифирана ли сте за детали од трагедијата за кој што и во јавноста се уште не слушна? Не. Ние го знаеме тој фамозен тефтер на газдата на Пулс, не знаеме уште кој е во него, ќе очекувам дека на судењето ќе видиме како има други работи. И не можам да бидам по статусот на функцијата, сепак е тоа церемонијална функција, мислам дека Министерството за вратрешни органите за прогонот, судиите, јавните обвинители имаат вакви информации, јас немам, но сите ние, кога веќе ги видовме овие први чекори, предпоставувавме и сега веќе предпоставуваме дека ова е и погрдо, ова е и подлабоко, ова е и положо од она што сме го предпоставувале. Рековте дека вратата за родителите секогаш е отворена во вашиот кабинет, рековте дека не можете да се појавите на маршевите поради очигледните причини. За да го оставам судот, судот мора да суди без притисоци. Се видовте ли до сега со родителите? Бевте ли во куќани? Одадовте ли почит на жртвите? Да, сум била, меѓутоа без надвор од очите на јавноста. Сум сретнала родители и во мојот кабинет, некои дошле од роднините. Сум била и на закоп на еден од нив. Сум била во болницата, сум била во пожарната. Не сум била на местото на настанот. Мислам дека тоа место треба во нешто друго да
трансформира во некој символ на млади луѓе, ангели, како што велат со право нивните родители. Бев, како што знаете, и бидејќи така, мислев дека треба да се одолжам за материјалната помош на аукцијата. Се видов и таму, и ги примев и од Кочани Support. Да. Има неверојатни идеи, таму се сретнав со една група. Тогаш го видов и привремениот председателот на Советот, кој што нели се до изборите ја вршече функцијата, и видов луѓе дури и од опозицијата. Разговаравме, седнавме, но еве, уште кажувам јас дека што се однесува до зборови, до совети, спремна сум. Добив и писмо од родителите. Се разбира, тоа писмо беше, да, се разбира, со барања што им се, чие исполнување е многу важно, бидејќи се работи не само за починати луѓе, се работи за разурнати животи, на кои им треба секаква помош, не само морална, туку и финансиска помош. Секој од нас, кога би се соочил со сличен проблем, не би бил способен да работи. Тоа не се однесува само на родителите, се однесува и на другите блискиоти. Тие уште долго ќе го живеат животот на оние без кои не можеле да го замислат. И затоа е потребна континуирана помош, ама и стабилна помош, а за тоа треба разбирање на секој од нас. Да, во таа трагедија, за жал, и деца останаа без своите родители, и родители без своите деца, и браќа и сестри без своите најблиски. Многу жртви, буквално еден цел град. Го споменавте писмото, еве го. И јас реков дека веднаш ќе го препратам. Да, еве го и вашиот одговор дека ќе го препратите веднаш до владата, бидејќи јас ги прочитав, го знам, дури ми се чини и без да ми го читате. Да, тоа беа барања што решаваат нивни проблеми, бидејќи, да, за да се соочите понекогаш со духовната болка или да ја преживеете, треба и да живеете, и ние треба да сториме се за Кочани да заживее. Ако нешто значи, деновиве ме посетија сопругата и ќерката на нашиот врвен сликар и скулптор Чемерски, и нешто што е важно, сигурно сте ја виделе во Кочани, сте го виделе споменикот на слободата. Пазете каква логика во универзумот има. Тие доаѓа неколку години, нели, сега е веќе тој споменик функционален, подсетува на нешто, и тоа токму сега. И разговаравме дека и тоа е нешто што символично го покажува патот. Дали разговаравте со владата за овие барања, освен што ги препративте, бидејќи во ова исто студио, тоа столче, една од родителките, Марија Петрушева, мајката на Андреј Панов, прочита одговор од владата, во која што владата ги известува родителите дека владата нема донесена формално правна одлука воопшто никаква за финансиска помош, за еднократна помош, во оние барања за финансирање стипендии на децата, дом и така натаму. 8 месеци поминаа председателка. Зошто владата не се одважи? На тоа може само владата да ви одговори. Дали сте разговарали директно? Јас го предочив ова, да, сум разговарала за потребата да им се помогне, сум разговарала и со председателот на Црвениот крст, бидејќи, како што знаете, средствата одеа преку нив.
ме интересираше како се решава тој проблем, бидејќи кога требаше јас да се одлучам за мојата финансиска помош, бев збунета, зашто имаше на кое лице сакате, дали на едно, дали сакате на повеќе. И јас реков, извинете, ама јас не можам, јас не ги познавам тие луѓе, не можам да одлучам. Ако ми верувате, и свештените лица ги консултирав, многу им верувам и мислам дека многу им помага, дали ги познаваат луѓето, каде е најпотребна помошта, и на крајот ја одбрав таа варијанта. Ама тоа е личната ваша желба да помогнете како граѓани на оваа држава. Јас зборувам за целата наша должност, од буџетот на овие граѓани, од тој фамозен 6,7 милиарди евра буџет за следната година. Зарем не може да се издвои некаква помош за тие луѓе? Формално од сите нас народни пари се тие. Ве разбирам, затоа директно ќе разговарате, предпоставувам, со премиерот, со министерката за финансии и другите, ама јас не учествувам во креирањето на буџетот и јас зависам од нивниот буџет, меѓутоа се согласувам и не ми се верува дека некои зборови што чув низ јавноста и така натаму, не можам да поверувам дека колку чини која е цената за вашите деца? Не можам тоа да го прифатам, не знам дали сведочаа родителите од ова студија. Не ми се верува дека такво нешто би можело да каже било кој, па и премиерот. Така што родителите тука рекоа дека со полно материјално, кривично, секакво право стојат на тоа тврдење дека Душица, така се случи. еве јас што велам. Значи, нели буџетот се најде на дневен ред во собранието, во парламентот, да, и тоа е исто така еден момент, бидејќи пратениците се тие што ги представуваат граѓаните и овие луѓе, најпрво тие најранливите категории и народните избраници, треба народот да се го штитат, тие кои се најзасегнати, и еве го предизвикот сега, дури и да нема во буџетот, да се интервенира амандмански, за да може барем малку мир да имаат луѓето, бидејќи во ваква состојба ним им треба солидарност. Па добро, имаше еден закон поднесен од опозицијата за помош еднократна, мислам неколку пати беше поднесуван, не најде поддршка од власта. Мислам дека имаше амандман на минатиот ребаланс на буџет. Сега за сега не знам дали има во овој. Се надевам дека има и се надевам дека ќе биде прифатен. Бидејќи јас навистина не знам која би била потребата луѓето за најголемата болка во својот живот, апропо цената за вашите дета да лажат. Како што? Не, никогаш не би помислила, не, бидејќи јас за тоа велам, што и да кажат, имаат право. Да, ме налепија секакви етикети, политички, инструирани, некрофили, се што се изнаслушав. Тие сведочеа тука. Борите, ама мислам дека ова некрофили не се однесува на нив воопшто. Веројатно во тој нивни поделбите кај нас се толку длабоки, што ни таква трагедија. Како арена е и не се мерат зборовите понекогаш, а зборот може да боли, може да убие некои збори, затоа велам јас. Секој кој што е во јавниот живот, секој кој што е во политичкиот живот, ама и во животот, секоја работа можете да ја кажете на убав начин, без да навредите и да повредите некого. Особено затоа што ние сме имали други трагедии кои што добиле помош од државата, модуларна, диво населја. Во сите трагедии државата излегла во пресрет од буџетот за луѓето кои што се засегнати. Се разбира, како и после секоја катастрофа, земјотрес, поплава, се разбира, ова е уште пострашно, бидејќи не можете да ја добиете битката со природата, ама со луѓето можете да ја добиете, тогаш е поголема одговорноста. И сите ние на некој начин имаме одговорност, не мора со чинење, може и со нечинење, може и со гледање, може и со толерирање.
една од најголемите болки, како што велат родителите, освен оваа што е неспоредлива, велат државата како повторба да не ги уби децата, бидејќи на централно ниво не се одржа ниту една комеморација, ниту една одавање почит, не знам, владина седница, собраниска седница, некаков од функционерите на државата, од државниот врв да биде иницирана комеморативна седница. Не заслужија ли тие деца едно такво нешто? Зошто имате вие право, паметам дека имаше барања, да, се сеќавате тогаш, повеќе од нас и јас сум мислела, но велеа, јас не можам да одлучам, има страф во самиото собрание дека, за жал, ние умееме и кога е најтешко да го употребиме тоа за политика, дека моментот бил. Да, се зема одмор од 2 недели. Она што мене исто ме загрижува е зошто толку долго се чекаше во формирањето на анкетна комисија, особено што во Уставот има единствена која е постојана комисија, тоа е постојаната комисија за човекови права, за неа треба, иницијатива од родителите имало, можеше одма да се расправа. Имаше обид од председателот на комисијата, имаше обид од Европскиот фронт, меѓутоа не најде поддршка ниту од ВМРО ДПМН, ниту од СДСМ. Тогаш беше да заврши истрагата, да не правиме политика. И јас тоа го слушав, дека тоа ќе влијае врз истрагата. Ева сега се формира и повторно се истите препукувања, политички условувања. Зошто ова го споменав? Бидејќи ваквите тела, анкетната комисија и свикувањето на постојаната комисија, обично им претходат на процесите. И наодите од тие комисии всушност иницираат определени действија. Онкологија, додека траеше истрагата, имаше анкетна. Така, и самата бев од делот таа комисија. На крајот, за жал, заклучоците не се усвоија, но сега е ирелевантно, бидејќи процесот покажува дека имало вистина во тоа што се утврди тамо. Сега исто така треба да се внимава на следново. Да не се употреби работата во тие комисии за притисок врз судот. Бидејќи, не знам, да не се пренесуваат седниците, не знам, а од друга страна тие се важни. Јавен и особено тамо ќе бидат и Добро, ние нашите разговори за онкологија беа прво со родителите, со засегнатите сите и тоа не се пренесуваше. Јас се плашам и од паралелизам, Душица. Од и сега истовремено, ако има и анкетна комисија, и постојаната комисија да заседава, проблемот е еден, не знам што ќе се случува. И чудно ми е, зошто не се договорија? Подобро да се концентрирате на темелна работа на еден од овие органи, јас секогаш преферирам, да бидам искрена, постојаната комисија. Особено што иницијативата во ова тело секогаш доаѓа од најзасегнатите. Дополнително што сега и е условена, така да ако се сформира анкетна ќе биде и за трагедијата во Титово, и за Ласкарци, за Дурматурс, и за Беса Транс, всушност Дурматурс и Ласкарски на ист случај, и за Беса Транс во Бугарија. Да, иначе се сетив... И тоа ќе заврши, не знаеме дали воопшто ќе заврши. Се сетив кога јас бев пратеничка, да, председател на комисијата беше господинот Халил Снопче, и неколку пати се обиде, заради тоа што имаше иницијативи исто така за Ласкарци од засегнатите и не можеше да ја стави, не успеа. Ниту една седница заради немање на кворум и тоа беше тажно и навистина болно. Се обиде и сега председателот на комисијата, веднаш по несреќата Димитар Апасиев ја води постојаната комисија за човекови права, меѓутоа не најде на никаква поддршка ниту од мнозинството, ниту од неголемата опозицијска партија.
И сега и обвинителот Куцевски вчера кажа дека и Значи, тој не ова гледа може- логика во Исто и јас. во судскиот процес и Во временското, во паралелизмот. во паралелизмот. Бидејќи медиумите имаат право. Меѓутоа, понекогаш, ако салите се претворат во прексуд, тоа не може да не влијае врз А вие веќе гледаме работата. политика во Апсолутно. собранието. Да. Дека тие се препукуваат политички повеќе Оти во отколку случајов нам ни треба да видиме, во случајов нам ни треба да видиме секогаш комисиите служат за политичка одговорност. така е. Оти не смеат да биде собранието суд. Се знае кривично кој гони. Јас пак ќе ве вратам на овој Верете. момент со комеморациите, затоа што мене ми остави многу силен притисок, впечаток, лош, да се срамам од сопствената држава, од сите буквално функционери во државата, од државниот врв. Зашто државата не се обиде, не знам, нека беше во МАНУ, нека беше на факултет, нека беше по секоја иницијатива. Зошто не иницииравте вие комеморација? Сме разговарале и за тоа. Беше заклучокот дека најсоодветното место сепак не е факултет, не е МАНУ, туку е местото каде што седат тие кои ги представуваат граѓаните, односно парламентот. И не дојде до тоа, ви реков, Иван и владата. објаснувањето беше дека во тие моменти уште повеќе ќе се продлабочеле проблемите, уште повеќе поделбите ќе се акцентирале и стравот бил дека може говорницата да се употреби наместо да служи како лек и комеморацијата да ја зголеми болката кај родителите. Ева, ако помина 8 месеци, мислите ли дека државата им должи на тие Им луѓе? должи. Може. И треба Никогаш тоа да не се е доцна направи. за оддавање почит. Комеморацијата е чин на почит, оддавање почит. И родителите, роднините заслужуваат најмногу, бидејќи почитта кон нив е почит и кон починатите. Тука правиме пауза за реклами. Продолжуваме со разговорот во 24 анализа. Председателката Гордана Силјановска-Давкова вечерва моја гостинка. Председателка, ајде да расчистиме јасно и гласно бура од реакции предизвика една ваша дел од вашето обраќање во понеделникот пред комисиите на надворишната за надворишни работи и Советот за Националниот евроинтеграција. совет за евроинтеграција. Беа поканети и дипломати, и функционери, и пратеници, и експерти и така натаму. И вие меѓу другото велите, ова не е време на реформи, туку времето наликува на време на војна или предвојна. И тоа не е време кога може да се прават реформи. Да. Каква војна најавувате? Не најавувам никаква војна, само го опишувам моментот и тоа не моментот во регионот, туку во светот. Јас не познавам воени реформи, меѓутоа светот не личи на оној, дури и го кажав тоа, заради кои беа создадени, заради кои Аденауер, Шуман, Гаспери, Моне го иницираа создавањето на најинспиративната сигурно заедница, Европската заедница, денеска Европската Унија и на Обединетите нации, ако сакате. Значи, Обединетите нации се мировен проект, се случува војна. Европската Унија е пред се мировен проект, се случува војна, значи во Европа. Никаква војна не најавувам јас само кажувам дека она што се случува денеска, односно агресијата врз Украина, она што се случува денеска, да се чувствувате небезбедни во обкружувањето на Украина, она што се случува денеска на Блискиот Исток, ама не само тамо, зборува за човештво
што треба длабоко да се замисли каде оди. Значи, нам ни треба мир. Во мир може да има секакви проекти. Оти јас не мислам дека милитаризацијата и заканите по светот денеска се амбиент за одење напред. Како што го кажавте ова за Кочани катарзата, јас велам дека денеска никој не е невин. Малку со чинење, ама сите ние со нечинење и со наблюдување. Жртвите се жените и децата, најневините. Нам ни треба проект за траен мир. Добро. Ете, тоа ми беше идејата. Инаку, не знам, но добро се е можно во политиката. Може би да не бе председателка, немаше да има такви интерпретации. Добро. Јас сум миротворка, пацифистка сум. Да, меѓутоа Гандиска сум. состојбата во светот геополитички е загрижувачка во најмала. Загрижувачка. Државите И гледајте, се вооружуваат. кого нема? Ги Европа се нема вооружува. Обединетите нации. Јас сум за мултилатерализам, а не за мултиполаризам. Њујорк е местото каде што треба да се решава. Значи, нам ни треба траен мир, што ќе обезбеди да се посветиме на нешта што ќе го направат животот подобар, почовечки и кои што ќе создадат услови за демократија, бидејќи во услови на криза, во услови на воени закани, што цвета денеска во светот? Авторитаризмот, па дури тоталитаризмот. Тоа е срам А за не само во светот, човештвото. и во регионот. Па и во регионот, Во во најблиске. право сте, во право сте. Говорот дури станува милитаристички, ако забележувате. Ако Европа состојбата е таква каква Да. што е. Се вооружуваат на големо земјите во Европа, во светот, во регионот имаше набавки на оружје. Каде сме ние тука? Треба ли да го свикате Советот на безбедност? Каде е Македонија во таа приказна? Каде сме ние тука, мислам дека Зошто не- ние сме каде што треба. Бидејќи, ако ги видите успесите на државите или лоцираноста во поглед на шестиот кластер, надворешна политика и безбедност, согласеноста со само европската. ние имаме и Молдавија сега. Молдавија е тука вбројана 100% усогласеност. Зошто ова е важно да го потенцираме? Бидејќи, затоа јас повикувам на проширување и на отварање на портите за целиот Западен Балкан. За целиот Западен Балкан. Тоа не е проблем за апсорбциониот капацитет на ЕУ. Ние сме поминале низ долга приказна на стабилизација и асоциација, процес е евроинтегрирањето, сите проблеми преко ноќ ќе се решат и меѓу Србија и Косово, и тврдам тоа, и во Босна и Херцеговина, и меѓу нас и соседите. Зошто ова е важно? Не се работи за проширување што ќе направи Европската Унија компетитивен играч на глобалната сцена. Се работи за безбедносно прашање. Оти најповторуваниот збор сега сторете се да бидете resilient, отпорни на трети влијанија и слично, и си признава, мојот циничен одговор е: нема подобра заштита од тоа, од трети актери и фактори, од онаа да бидеме внатре, ако можеме ние да бидеме изедначени во една од најтешките области, тоа е надворешна и безбедностна политика, и внатре има проблеми во ЕУ, во поглед на надворешната и безбедностната политика, разлики има меѓу членките, тогаш сигурно и во другите можеме да бидеме усогласени. Ќе го свикате ли Советот за безбедност? Сега, вака ќе ви кажам за Советот за безбедност. Совет за безбедност, ако свикате,
тоа е веќе признание или порака дека не само во светот, не само во Европа, туку и во регионот има безбедносни закани и дилеми. Јас сум една од оние, може да ги прашате председателите на сите држави во Западен Балкан, која што внесува мир во релациите. Ние редовно се состануваме, може и Брдо Крањ, редовно, еве сега ќе одам во Црна Гора, повторно за Евро, директно да разговараме и со представници на ЕУ, за регионот и за состојбите. Мислам дека ние успеваме во тие наши континуирани средби и регионално, ама и мултилатерално да потврдиме, тоа се потврди и со локалните избори, бидејќи очекувавме ние проблеми на локалните избори. Но да бидам искрена, се покажа дека овие 30 години сепак локалните избори, ДИК и целиот систем на органи успеале да ги менаџираат, дека свеста пораснала и кај победените и кај победниците, немаше триумфализам кај победниците, ама немаше и... бројките нешто не беа многу за триумфализам и кај едните и кај другите. Ирелевантни се кај нас понекогаш, ирелевантни се, говорам сепак за релациите опозиција-власт, се покажа уште еден доказ дека ние, сега јас имам и тука забелешка, ние со децении на избори добиваме и на локални, и на парламентарни, и на председателски, вакви квалификации или еуфемизми. Добро спроведени, ефикасно спроведени, конкурентни, добро менаџирани. Молдавија доби фер и демократски избори. Мислам дека треба, кога се оценуваат изборите, да се земат во предвид, значи и исчекорите. Значи, Советот на безбедност не планирате да го... Во моментов не. Но еве сега ќе размислам после вашето прашање. Ќе ги измерам со советниците и со кабинетот сите елементи за и против и ќе ве информирам прва вас. Ви благодарам. Бидејќи ќе бидам ексклузивно информирана. Уште малку околу ова. Повелете. Ние имаме реформи за правење колку сакате. Да. И последниот извештај на Европската комисија, кој што вие жестоко и го критикувавте на таа седница. Не, и го критикувам, и зависи, јас зборував само за fundamentals, бидејќи све е низ призма. Први почнувате со темелите и завршувате. И сите други успеси потоа повторно се гледаат низ призма на првиот кластер. Не знам дали веројатно знаете дека за прв пат 2025 година се воведе нешто што е ново. Тоа е така наречената политичка зрелост, чувате, или политичка спремност или способност за решавање на политичките поделби. Тоа и второ, она што е врзано за планот за раст, нема сега поддршка финансиска, доколку нема реформа, што е добро и заедно че кориме. Така. Ако во светот е или сето тоа тензично, предвоено и така натаму, зошто нас не спречува тоа ние да правиме дома реформи? Воопшто не спречува. Ние сепак живееме во мир, тоа е факт. Реформите се тие што се најважните. Дури и односот на ЕУ кон нас сиве овие години би бил поинаков, дури и во поглед на политичките прашања, доколку сме биле докажани реформатори. Никој не попречил нас да ги спроведуваме копенхагенските критериуми. Но точно е исто така дека за да се фокусирате на
реформите, треба да бидете и разбрани и поддржани и да не ве дефокусираат на други проблеми. Реформите за дома ги правиме. Морам Не ги правиме ниту за ЕУ, ниту за Бугарија, ниту за Софија. Така. За нас ги правиме. Еве, ама зошто ЕУ тука понекогаш двојни стандарди се уште негува или негуваше? Кога Бугарија и Романија влегуваа во Европската Унија, остана отворено прашањето за справувањето со корупцијата. Значи, отворено беше прашањето за корупцијата и криминалот и толкувањето беше дека одвнатре многу полесно ќе се справат. Тоа е. Кога влегуваше Грција во Европската Унија, кога влегуваа Португалија и Шпанија, и тоа беа најдобрите потези на Унијата, бидејќи го стимулираше реформскиот како да кажам, капацитет, занос и заинтересираност. Околу војна во уште нешто? Велите дека сте извадени од контекст. Апсолутно. И дека не најавувате никаква Таман војна и работа, дека како би државата не можела е во јас да опасност. најавам војна. Дека не сте добиле можеби некакви Ама видете, известувачки, разузнавачки информации кои што ние не ги видете, знаеме. па чекајте, ама вие ги го паметите сигурно мојот говор од Обединетите нации. Тамо беше доста Марс, ајде малку да пробаме во следниве 80 години со Венера. Ајде место пушки, маслинови гранчиња. Таман работа. Опозицијата овие 2 дена вели, значи пред една недела има еден, јас би рекла една анализа, Да. бидејќи не е статус, ова неколку десетина страници се, Да. на поранишниот премиер Никола Груевски бегалец во Унгарија. Каде што каде е објавена таа анализа? Кај неговиот на Фејсбук. Не знам, да. Меѓутоа, во вид на статус, ама не е, бидејќи еве гледате десетина страници, Да. каде што тој детално анализира дека на Европа и се заканува војна и каде би била Македонија тука во целата таа приказна. И сега и опозицијата ве прашува дали Никола Груевски од негови се информациите за војна. Оле, смешно. Ете, тоа е ние со што се И ве занимаваме. обвинува дека тој ве ја води и владата и вас, ве диригира. Мене, Никола Груевски. Јас Никола Груевски не го познавам. Еднаш во животот сум го видела 2000 нити сум го видела статусот, извинете, ама јас сум вклучена во мултилатералните одлучувања и сигурно имам подобра слика од него, а тој сигурно пак е инспириран, можеби, од каде во Будимпешта, веројатно многу често стигнуваат анализи од самата Европска Унија. Јас се разбира дека на самитите што сум ги имала и на Европската политичка заедница и на НАТО, таман работа дека ќе влегува, дека војна ќе почне. Дека ви инспирирал Груевски. Но не можам да не кажам воопшто, не ме инспирираат мене, видете, мене ме инспирира науката и мене ме инспирира политика заснована на докази. Се разбира, тој има право на анализа, има сигурно податоци, јас не знам какви има, но не ја разбирам логиката. Дали е точно дека денеска светот се милитаризира, еве да прашам јас опозицијата? Дали е точно дека има војни? Дали ние велевме никогаш повеќе ќе имаме Кантов мир? Дали секој ден не го цитираат Тукидид или Макијавели? Не знам што пишуваат, но да бидам искрена, шокирана сум од ова, бидејќи никогаш не сум прозборела за тоа. Ама кога разговарам јас со лидерот на социјалдемократскиот бидејќи на истата така се до вас. И немаше тогаш реакција на вашата изјава, зборуваше по вас. Апсолутно. Но јас не пренесувам меѓусебни разговори, напротив. Секој разговор меѓу нас, тогаш е нешто тоа што е надвор од мене, има врска со
домашниот амбиент, јас никогаш не оценувам, но кога и да се сретнам со него или да се видам, ние зборуваме за нешто друго. Ако критериумот нов е political readiness или maturity, тогаш што е најважно за надминување на поделбите? Единството, диалогот. И релевантно е кој е на власт, кој е во опозиција. И сега сум збунета, морам да кажам. Овде морам дигресија да направам од мојата сценарио. Дали тоа значи имаше многу разговори низ кулуарите и така натаму, дека ите тоа некакво решение за споделена одговорност, доколку ги направиме тие фамозни уставни измени, би било некоја широка влада, единствена влада со сите внатре за споделена одговорност. На такво ли единство мислите? Не. Или единство за застанување на... Не мислам на такво единство. Имаше избори, имаше парламентарни избори, имаше председателски избори, има власт која што има мнозинство во парламентот, има коалиција, има нешто ново за прв пат, некако не е на преден план етничкото, па етничкото туку се споменува и идеолошкото, што е многу важно. И мислам дека на такво нешто парламент без опозиција не е парламент, диалогот е тамо. Јас не мислам дека е добро решение сите во власта, каде што има споделена одговорност, нема одговорност, и мислам дека треба да размислуваме за тоа дека само коалиции што се темелат на некаква идеолошка блискост околу најважните реформи и реформски зафати може да биде продуктивна и може да обстои на подолг рок. Лепакот политички се всушност политиките, не политиката, од секаков вид, па и оваа за која ние две зборуваме во моментов, безбедносната и надворешната политика. Кога предложи пред стартот на кампањата за локални избори една резолуција, Венко Филипче што ја нарече резолуција за црвени линии, која што внатре имаше и временски период кога би се решиле уставните измени, односно би се внеле бугарите во уставот, некако тоа многу случајно коинцидираше со оној пробив во преговорите премиерот што го најавува за после нова година. Иако едните и другите тврдат дека нема врска. Вие рековте, да парафразирам, дека на толку бели линии сега не може да нудат црвени линии. Или тоа беше подадена рака од опозиција? Прво, апсолутно не знам кој го советувал, ама во многу погрешен момент се понуди тој предлог. Второ, јас веднаш го прочитав предлогот. Тој повеќе интегрираше во себе претходни веќе декларации со многу подобар квалитет. Искрено кажувам дека не знам кој е авторот на предлогот или авторите на предлогот, но човек мора проценка да направи пред било што, бидејќи два вида на политика има и еден трет чуден. Едниот се вика рационален модел, целта, патиштата, средствата, евалуацијата, одговорноста. Другиот инкременталистички, предпоставувам ова било, се менува состојбата и вие барате соодветно решение. Ние не научивме ни прв, ни втор, само гаснеме пожари. Тоа не е политика. Значи, вие треба да го оцените моментот и дали има шанса да помине некој таков предлог. Она што беше најчудно внатре, рокови имаше. Та декември, каква е таа демократија, терапевтска, не знам како да ја наречам, замислете. Всушност тоа значи да ја суспендирате парламентарната демократија, бидејќи јас никому не можам да ветам дека сигурно некој предлог еве ќе помине.
Па пратениците гласаат по собствено уверување. Според хартија, професор, Не. Исто одредени... Туку според октроираните решенија и притисоците. Со одредени... Ама до кога? Светли примери низ минатото. Ама тогаш... Обично, како што ќе им каже партијата, така гласаат. Во овие 25 години, колку што јас следам собрание, ретки се светлите примери, кои што гласале надвор од ставот на партија. Во ред, ама затоа моделот на партитократија или на партократија не е модел на демократија, а ние сме држава во која не може да ја препознаете линијата меѓу партијата и државата. Не, државата е на сите. Партиите се дел од цивилното општество со јавна функција во изборниот процес. И толку. Доста веќе лидерот на партијата, портпаролката на партијата, институции имаме ние. Непознат феномен е тоа. Ние сме тука многу специфични и така им служиме. Дебатирате на тема во исто-актуелната влада? Сите, молам? Исто-актуелната влада дебатирате Дебатирам, праќам и што мислам, сега видите, во светот и секаде, не секогаш, но, па добро, самиот премиер го кажал тоа неколку пати, но денеска, да бидеме искрени, владите се најсилните. Извршната власт е најсилната. Многу кусо околу што безбедносниот аспект да го завршиме, амбасадор во НАТО немаме. Во ваква геополитичка ситуација. Имаме човек кој го покрива, сосема во право сте, не само во НАТО, во неколку држави. Мојот хендикеп е тука што јас не предлагам. Туку јас, на предлог на министерот за надворешни владата одлучува и ми препраќа мене. Иначе во право сте, беше, сепак треба да внимаваме за време на избори, не се превземаат такви чекори, некако во оваа година и пол се насобра. Или секогаш кога ќе бидете на власт, така ви се чини. И минатата власт, предпоставувам исто да го зборуваш. Не предпоставувам исто да го зборуваш. Предпоставувам, меѓутоа, во право сте. Во НАТО, во државите кои што многу ни значат, што значеше во Франција, што имаме амбасадор, тоа го видов кога бев последниот пат. Во Њујорк, исто така, во Германија, во право сте, тоа мора да биде прашање час поскоро што ќе се реши. Имавме изјави од типот дека имаме диверзија од внатрешни и надворешни центри, хибридни напади, имавме и се појавија повторно лажните бомби во училиштата. Дали сме под хибриден напад? Ова беа изјави од премиерот и од министерот за внатрешни работи кога беа пожарите. Исто така немаше Совет за безбедност. Јас, па видете сега на зборови, јас немам увид во тоа дека имало обид, се разбира дека јас сум информирана од службите, Агенцијата за разузнавање, бидејќи таа делува кон надвор, не кон внатре, но исто така и владата преку АНБ има, јас добивам информации, но може би тие, не можам да кажам, понекогаш имаат информации кои се подетални, попрецизни во овој случај, и јас овие не. Професорка, зборувавте, председателка се извинам. Па така е, јас уште имам дел од себе, нели, професорка? Да, јас зборувам со политичарката сега. Во политика. И сето тоа е се убаво, и сите кои ќе дојдат и во извештајот. Зборувате за Европа, за сето тоа, за колку треба копенхашките да се вреднуваат, сите ние ги очекуваме, треба сите да ги вреднуваат, треба реформите ги правиме за нас дома. И Албанија ги отвори сите поглавја, Црна Гора трча на Европската унија, Македонија остана заглавена и во европскиот извештај прво и клучно не беа направени обиди за усвојување на потребните уставни смени. Беа направени обиди во времето на претходната влада, јас бев член на Уставната комисија и не помина, иако тогаш еден министер за надворешни работи тврдеше дека со сите пратеници од опозицијата разговарал и дека е обезбедено не само двотретинско мнозинство,
туку и повеќе од тоа. Веројатно сакаше инспиративно да делува, но не излезе така. Вие од ова студио, како кандидат, кажавте дека ќе се обидете да влијаете, да иницирате, да докажете таа фамозна преговарачка рамка каде што стојат во заклучоците уставните измени да се промени. Не. Така не сум рекла дека ќе се изменат, но и дека сега е возможно и сега дека ќе тврдам иницирате. дека да, ќе се обидам и Ќе се се обидете? обидов и не само ќе се обидам, јас се обидов веќе. И? Што мислите вие дека заради мојата убавина седат со мене на првата маса? И до кај сме со промената на До каде? преговарачката рамка? Пак знаете колку е тоа долго, кога ќе чуете дека се изненадени, бидејќи сосема било во ред, бидејќи тоа било компромис што е прифатен, И дека потврдено 27 земји членки на Европската унија. во ред, но ЕУ е ЕУ, како што вели господинот Макрон со право, не како бирократска и политичка машинерија, туку како политички систем заснован на принципи и вредности, на европска филозофија. Сега јас не можам професорското да го оставам на факултет. Да, јас најголемиот дел од времето во сите средби со луѓето кои одлучуваат за овие прашања, сум се обидела да им објаснам за што се работи. Бидејќи тие велат дека и во преговарачката рамка и во заклучоците не притискале. Владата прифатила, државата така, прифатила. нашата власт рекла дека се е во ред. Тоа се веќе уврски на државата. Обврска, ама еве да прашам Ма не, јас. убаво вие што објаснувате. Ама Меѓутоа, чекајте ние сме- сега, не можам јас све можам да поднесам. Ама навреда на здрав разум не можам да Добро, поднесам. вака до недоглед ли ќе седиме? Ама Што е чекајте, планот? а што беше догледот и двогледот? Еве тоа правевме. Од 1992 до денеска. На то. Само да ве Опипливо потсетам е. дека има некој исчекор и разлика. Кога јас Опиплив. минатата година Влезот во НАТО е кај опиплив. господинот председател на Италија Матарела ги споменав гаранциите, ме исмеваа овде, дури имаше текстови дека председателката на големата држава, замислете, бара од ЕУ гаранции. Добро. Но ние доживеавме господинот Антонио Кошта во Софија да укаже дека мора да има некои гаранции, може да ја проверите изјавата. Јас го кажав Кога Кошта. ние почнавме да зборуваме за реунификација, за реинтеграција, за опасност од двојни стандарди, велеа, ветото си е вето и готово. Исчекоре сепак и Дебатата за првата, квалификуваното. така, не само тоа, да ангажирате познати think-танкови, да го проблематизирате тоа, сега што е логично? Ако вие сте утврдиле дека треба да се стави крај на билатерализацијата на... Да, и денеска имаше таков извештај во комитетот тогаш за вие надворешна треба да работа. одите во пресред. Ќе ви дадам пример, еве сега, на пример. Ќе ви дадам пример. Украина имаше и се уште има огромни забелешки на Романија во поглед на унгарското малцинство. Беше сугерирано дека не треба да се кочи. И тоа поминува. Така се случи. Денеска има исто така забелешки. Сега... Да се случи тоа кафето фамозно. Па еве нешто тие европјаните, Ама за нас во демократските, нешто нека Кај смислат. нас нема кафе. Бугарските власти не ги вадат на кафе, како што го извадија Аурбан. Во ред. А кажете Меѓутоа ми за можеше гаранциите. исто така, молам, За гаранциите, по-конкретно, ве слушав на последното интервју, имавте многу една интересна за мене. кажувам јас, може прво има, нели, така се вика, поубаво звучи протокол, Да. ама тоа е записник обичен. Записник слушав. потпишан од двајца министри. Пазете, со записник вие менувате меѓународен договор или му додавате
Додавате анекс. Отворете повеќе. го. Да, Не, повеќе анекс. отворете го договорот за пријателство и добрососедство. Еден Добро. збор нема таму за уставни измени. Така, па тогаш нека бидат креативни. Трет протокол нека усогласат во кој што ќе кажат дека не може прашањата врзани за историјата, културата и идентитетот да бидат услов. Зошто го кажувам ова? Граѓаните не знаат. Гаранција? Па еве, на пример, тоа е. Или нека се вратат. Јас зошто понекогаш велам на колегите од Грција? Велам, видете, и вие сте имале посебна обврска. Бидејќи ако во Преспанскиот договор во членот 7 баравте да стои дека името Македонија за втората е територија и народ со своја историја, култура и јазик, значи вие го решивте проблемот, тој е ад акта. Значи, кога се дискутирало во Европскиот совет, председателката на Грција можела да рече, извинете, ова прашање не може да биде на дневен ред и да гласа против. Има ли шанси за вакво нешто во однос на меѓународен Ние бевме толку. Министерот за надворешни работи на Германија беше во Македонија, во исто време беше германскиот за Европа министер во Софија. Дали тоа е тој притисок? Дали тоа е тој пробив што го најавува премиерот? Знаете што сега ако сте забележале, кога е Бугарија во прашање, не ја фалат многу, но се уште не ја критикуваат. Мене ме изненади односот врзан за еврозоната, а исто така, нели, и за Шенген зоната. Тоа можеше тука притисок, ако бевме ние доволно битни. Тоа беше притисокот, во право сте, не е добитноста. Проблемот е што тоа влегло во еден документ, а не смело да влезе, зашто е тамо страно тело. И е неспроведливо. Ама е дан дел. Ама делот не беше како што велат тие. Да ве подсетам, ние пратениците добивме информација за заклучоците. Нити видовме преговарачка рамка, нити видовме заклучоци. Ама државата прифатила, како да Ама тогашната држава и сега јас тоа не можам, но зар не сметате дека интелигентен, општо познат чекор беше она што го предложивме, иако и тоа не е некој, не знам, за па сигурно. Тоа секаде не помин. Ама во Софија не помин. Ама тогаш ниту нашите стратешки партнери. Па може некој интерпретативно мислење, што знам, на заклучоците, на преговарачката рамка. Ајде да се вратиме назад. Правилата на преговарање беа сменети за Црна Гора и за Србија среде процес и за сите. Правилата на играта. Јас се согласувам дека тоа е така, меѓутоа реалноста е таа. И тука ни викаат, сте презеле обврска, треба да си ја исполните. Дали има нешто конкретно, кажете ми за стената, за да го смениме? Конкретното е дека има спремност, јас не можам однапред да ви тврдам. Беа изборите дека кога јас ќе им објаснам на луѓе кои не се само на врвни политички функции, туку се и правници, а тие се најважните, исто како вие и тие велат. Фер не е засновано на право, не е демократски. Дури има пресуди, одлуки на судот во Луксембург и не е точно дека само на членките, дека од ниту една членка не може да се бараат дополнителни критериуми освен оние утврдени. Тоа создава правна неизвестност, тоа создава правна несигурност. Тоа е спротивно на членот 2 еднаквост на сите. Очекувате ли ова германскиов, јас барам така го доживувам, дека има тука обид да се направи нешто за некако Има и за пријателство, има, гледате колку Италија и помага на Албанија. Иначе ако нешто ни значи, ние во некои параметри, јас сум многу радосна и за Албанија и за Црна Гора, бидејќи тоа значи дека погледот се свртува кон Балканот и дека ако можат тие, можеме и ние.
Така, тоа ми е многу важно. Меѓутоа, не заборавајте, ви видете ги последните индекси за корупција и криминал. Ние сме подобри. Имаме и 0. Значи, 70% ние сме усогласени со аки комунитер. Најголема усогласеност имаме. И Европската комисија вели 0 години поред. No progress. Ама чекајте, no progress не вика backsliding, no progress, ама no progress низ призма на што? На тој новиот критериум кој што се вика политичка Вие мислите дека има зрелост. напредок во борбата со корупција во Македонија? Лично вака, дали мислите дека има напредок? Има. Председателката за Еве ќе ви кажам на што е комисијата првиот ни е- напредок, еве, а не е нотирано во извештајот, пакетот на закони. Еве помина на влада законот за судски совет. Ги пробивме сите рокови. Ама ајде Дали ги пробивме ама рокови? чекајте, кои рокови? Закон не се прави како некогаш Во таа во реформската скратена, ако агенда. имате 10 закони, 12, треба експерти да работат. Никогаш не сме скратена имале постапка. поквалификувана Ние од експертска група и странци. чекавме со месеци закон да стигне. И јас И ги постојано му пробивме- звонам и ги на... пробивме сите рокови. Постојано, Вие- нема рокови тука. Во јуни беше Јас рок. го предупредувам исто стално, Од особено реформската. во законите што ми се потребни за да можам да верувам дека оние кои ќе ги предложам за членови на судскиот совет Останувате навистина на тоа? ќе имаат реформски капацитет. Останувате на тоа? Да, па затоа и Бидејќи не денеска предложи. собранието оглас распиша за члена судски што е од редот на собранието. Денеска? Денеска. По стариот По стариот закон. Тогаш тоа јас нема тоа да го направам. Ќе останете да го чекате. Да. Многу се построги критериумите. Отстранети се Знам, некои знам. целосни нелогичности. Замислете да мора професор за да и биде кандидат, да има правосуден испит. Тоа е очигледно судско влијание. За претходното искуство, за департизацијата и деполитизацијата. Влеговме во терминот на дневникот. Извинете. Јас очекувам и малку тоа да биде по стегнато, што значи искусен правник и она што беше растегливо и флексибилно во минатите избори. Кусо покана официјална средба за Румен Радев, вие најавивте исто дека немате проблем со такво нешто? Немам никаков проблем, но морам да ви кажам, тамо се работи во моментов на прераспределба на моќта. Додека владата беше нестабилна, се разбира, приматот го имаше господинот Радев. Сега, кога се формира влада, иако слушаме за нови закани, моќта се пренесе во извршната власт. Сум се сретнала со премиерот Желјасков, мене и господинот Радев и господинот Желјасков ми личат на пристојни личности, јас можам да разговарам со Би нив. го поканила ли председател Радев на официјална? Без никаков проблем. Без никаков проблем. Тоа важи и за Грција, немам проблем јас да Зошто разговарам. направиме ние како иницијатива некоја, како држава? Зошто да не ги поканиме на Јас сум официјална? се обидела тоа, да, еве, но некогаш моментумот не е од наша страна, друг пат мислам дека и тоа ќе се случи. Се разбира, еве кажувам уште еднаш, значи првите луѓе на Европската Унија изразиле спремност по завршувањето на изборите да седнеме, да разговараме, да си ги предочиме пред нив овие работи и да најдеме некое решение. Тоа е се уште во игра? Бидејќи едно време беше на маса, па беше... Видете, тоа Климаво, беше, па беше но потоа климаво се едно време. појавија изборите, да бидеме искрени, тогаш ништо не се прави, а сега е пак. Јас, пред да ви се заблагодарам, и ми останаа многу прашања, особено сакав да го искоментираме она писмо на судиите до премиерот и она ваше професорско... Пак ќе дојдеме, да, пак ќе дојдем. Секогаш како Ви професорка ветувам. што велевте Да. дека властите се одделени, некако премногу и во право Европската комисија забележува Во право мешање сте. на извршната во... Право сте. во Иако судската. тука мораме да направиме една разлика. И судската власт, исто така да речеме судскиот совет, советот на јавни обвинители, судскиот совет, поднесува до собранието извештај. Точно. И Не беше прифатен може, минатиот пат. тоа е еден вид на
законодавна контрола. Меѓутоа, не смее да има мешање во процесот на правораздавањето, одлучувањето, како и во распределбата на собствените средства. Инаку не се недопирливи. Ни едните ни другите, малку се Така е. невкусни би можело, не знам дали ќе се согласите со мене, меѓутоа тие велат дека малку се и невкусни, малку повеќе за сите оние изјави на премиерот дека му представуваат мачни на судиите и Јас не коментирам, јавните не коментирам изјави ничии, се работи за стил, се работи за начин на изразување, но секогаш кажувам дека во политиката мора многу да внимаваме. Апсолутната власт апсолутно корумпира. Така се останува, плашите ли дека македонски реков, кај нас апсолутната работа? првата забелешка кога честитав, да, реков дека и дали има научени лекции од 2008 година, првите години реформски, а потоа заради апсолутната моќ, не. Точно е тоа дека е многу поголема одговорноста и треба да сме среќни што постојат новинари, што постои граѓанско општество, што постои опозиција, токму заради што постои јавност, што постои Европска унија, токму од овие причини. Јас ќе ве држам за збор дека Држете ќе ме. дојдете повторно на гостување. Ви благодарам за овој разговор. И јас ви благодарам на интересните прашања. Почитувани, ви благодарам на вниманието.